Добро вечер. Дневните настани ги презентираме во Дневникот на Канал Плюс телевизија. Проследете накратко дел од содржините. Дисперзираните наставни центри на Универзитетот Гоце Делчев ќе се редуцираат. Студиите ќе се вратат во централниот кампус во Штип. Од денес аплицирањето за средства за рурален развој се врши електронски. Наскоро почнува целосната исплата на земјоделците по години од овогодинешните поплави. Од утре почнуваат екстерните тестирања во основните и средните училишта. Подготвени за екстерното се и учениците и училиштата. Првиот ден од јуни во многу земји се прославува како меѓународен ден за заштита на децата. Овогодинешното мото на денот е да се мотивираат семејствата да згрижуваат деца кои немаат родителска грижа. Во Штип нема ниту едно згрижувачко семејство. Во Кочани 3 семејства згрижуваат деца без родители. Денес е меѓународниот ден за заштита на децата. Одлуката за прогласување на овој ден како посебен е донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата, одржана во Женева, Швајцарија, и представува нов почеток во подобрувањето на можностите за најмладите. Во Штип во моментот ниту едно семејство не згрижува деца без родители, а додека во Кочани 3 семејства се згрижувачки. За да биде едно семејство згрижувачко семејство е потребно да се пријави во Центар за социјална работа, каде што по поднесеното барање тим од Центар за социјална работа работи со овие семејства, ги запознава со условите и со начинот на кој што е потребно да се згрижат децата кај нив. Секогаш сме во контакт со семејствата каде што се згрижуваат децата и им се излева во пресрет на нивните барања и на потребите со кои што се соочуваат самите згрижувачки семејства. На доместокот за овие семејства се движи од 6.500 денари до 8.500 денари по дете, зависно од категоријата на деца која што е згрижена. Да напоменам дека овие семејства од 1.6, т.е. од денеска, веќе ќе добиваат и зголемување од 25% на оваа сума. А доколку некои семејства сакаат и земаат да чуваат деца, следува посебна постапка и одреден на доместок. Тие кои што се заинтересирани да ја обавуваат оваа хуманитарна дејност, може да се пријават во Центар за социјална работа за да бидат запознаени со условите за станување за згрижувач. На овој ден, 1 јуни, денот на детето, први почнале да го одбележуваат државите како Русија, Ерменија, Украина, Казахстан, Латвија, Естонија, Србија, Црнагора, Чешка, Македонија и многу други. Генералното собрание на Обединетите нации препорачува дека сите земји треба да воспостават универзален ден на детето. Оттаму укажуваат најголемо внимание да се посветува во заштитата на децата, кои работат долги часови во опасни околности, како и да им се овозможи на сите деца да имаат пристап до образованието. Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации и законската регулатива во Република Македонија. Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ Штип со интересен настан во фоајето на Домот на културата Аца Шопов го одбележа меѓународниот ден на детето, ставајќи акцент на родителската грижа кон децата и со подсетување на вистинските вредности кои треба да се пренесат на децата. Присутните уживаа во прекрасна изложба, а најмалите и сами изработија своји цртежи. Сакавме да го одбележиме овој меѓународен ден, меѓутоа кога ја видов изложбата прв пат на годишната приредба на градинката Астибос, бев навистина одушевена од она што го видов, од овие изработки, од овие креации, од наставничките, од воспитувачките и негователките кои што работат во оваа градинка и видов со колкава љубов, со колкава посветеност ги имаат направено овие изработки со навистина многу интересни материјали
кои што вообичаено не се употребуваат за ваква намена, меѓутоа тука многу креативно се искористени и се направени вистински уметнички дела. Децата имаат можност и да цртаат, им даваме една можност да се дружат и креативно да се изразуваат, па се надевам дека овој ден и понатаму ќе стане еден вид традиција за одбележување во наредниот период. Пред се мора да се заблагодариме на вработените во детската градинка, бидејќи навистина ова е се нивно дело, меѓутоа наше беше само да ги споиме овие две убави работи, значи децата од една страна и родителите, од друга страна една ваква убава изложба. Од утре до 10 јуни ќе се спроведуваат екстерните тестирања на основците и средношколците. Тестирањето опфаќа 183.280 ученици, а вклучени ќе бидат скоро 18.000 наставници. Претходно на веб страницата Прашање екстерно беа објавени скоро 450.000 прашања, како и распоредот за првиот тест кој ќе се реализира утре. Училиштата во регионот главно се подготвени за предстојното екстерно тестирање. Од утре за 183.280 ученици и близу 18.000 наставници во цела држава ќе започне екстерното тестирање. Тестирањето за учебната 2014-2015 година ќе трае до 10 јуни, во кое ќе бидат опфатени ученици од основно и средно образование. Во општина Штип има вкупно 5104 ученика од основното и средното образование кои ќе бидат опфатени со екстерното тестирање, кое годинава ќе се спроведе во периодот од 2 до 10 јуни. Учениците ќе треба да одговорат на 30 прашања по двата предмети кои што ќе им бидат соопштени 3 дена пред полагањето на екстерното тестирање, кое што ќе трае 1 час. Сите училишта во општината се спремни да го извршат екстерното тестирање. Претходно на веб страницата Прашања екстерно беа објавени скоро 450.000 прашања, како и распоредот за првиот тест кој ќе се реализира утре. Училиштата во регионот главно се подготвени за престојното екстерно тестирање. Проектот екстерно тестирање е дел од нашиот образовен систем. Целта е учениците да добиваат по реални оценки, а наставниците да бидат заштитени од притисоци за поправање на оценките. Дисперзираните наставни центри при Универзитетот Гоце Делчев, кои се наоѓаат во повеќе поголеми општини, функционираат според предвиденото со голем интерес од страна на студентите. За оние во помалите општини, како Радовиш и Пробиштип, нема интерес, бидејќи студентите претежно сакаат да студираат во Штип. Токму поради тоа, постои индиција овие наставни центри да се ревидираат. Системот по кој функционира Универзитетот Гоце Делчев во изминативе 8 години е сложена организација базирана на одредени принципи кои се следат до денешен ден за да функционира како интегрална единица без разлика што освен факултетите кои се наоѓаат во Штип постојат и голем број дисперзирани наставни центри во останатите градови низ Македонија. За некои од тие дисперзирани наставни центри постои голема заинтересираност од страна на студентите, но за оние кои се наоѓаат во помалите општини увидено е дека заинтересираноста е сведена на минимум. Токму поради тоа, раководството, кое се уште е предводено од ректорот професор доктор Саша Митрев, размислува овие наставни центри да се вратат во Штип. Во помалите општини е релативно слаба заинтересираноста, значи има повеќе студенти кои што патуваат од другите поголеми градови, да кажеме од Струмица и од Штип патуваат за Радовиш или од Кавадарци за Радовиш и така натака. Но бројот на студенти во овие два града што ги спомнавте е релативно мал. Можеби затоа треба да се на некој начин ревидира и ова идеја за некој од наставните центри кои што постојат, затоа што е неоправдано да држите голем објект како што е во Радовиш или во Пробиштип, а има 10-15 студенти, некој пат и многу помалку, можеби да дојде до 5-6 студенти во втора-трета година. Според професор доктор Митрев, причината за оваа појава е тоа што младите претежно сакаат да студираат во Штип. Можеби поради социјалниот момент, дружењето кое што го имаат овде во Штип, можностите кои се поголеми отколку да бидат во Пробиштип, да речеме, или во Радовиш. Значи, оној студентски живот кој што го живеат студентите овде е различен отколку во помалите места. Универзитетот во моментов располага со 13 активни факултети. Во процес на формирање се 2 академии, ликовна и филмска, а дисперзирани наставни центри има во Струмица, Кавадарци, Скопје, Кочани, Прилеп, Гевгелија и споменатите во Радовиш и Пробиштип и во Виница.
Целиот разговор со ректорот Саша Митрев ќе имате можност да го проследите по завршувањето на дневникот, а околу 1000 ваучери за таблет компјутери се доделени на студенти на Универзитетот Гоце Делчев кои ги исполнуваат условите за бесплатен таблет. Некои студенти веќе ги продаваат ваучерите. Владиниот проект што го спроведува Министерството за информатичко општество и администрација за доделување ваучери за таблет компјутери со надворешна тастатура за студенти веќе се во фаза на подигање. Со вредностен бон ваучер се стекнуваат студентите од семејства во кои вкупните месечни приходи не го надминуваат износот од 32.741 денар бруто приход и студенти со посебни потреби. На Универзитетот Гоце Делчев се доделени 1000 ваучери. Веќе се во фаза доделувањата на ваучерите кои што беа доделени од страна на Министерството за информатичко општество, од страна на Универзитетот беа формирани групи по факултети кои што ги подигна ваучерите, станува збор за 1000 ваучери и кои што веќе се во фаза на подигање од страна на студентите. Во моментот информацијата од факултетите е дека скоро 90% од ваучерите се подигнати. Ваучерите кои им се доделени на студентите се во вредност од 8000 динари и се со еднократна употреба. Ваквите активности на владата се од големо значење за студентите како и за трговците, но сепак на социјалните мрежи се појавил оглас каде што студент го продава својот вредносен ваучер и тоа за сума помала од вредносната. Ваквиот потек говори за несериозно однесување и злоупотреба на бенефициите кои ги нуди владата. Од денес барањата, односно апликациите за средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој се поднесуваат по електронски пат. Од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој посочуваат навремено и целосно да се ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства. Најновите промени за програмата за рурален развој ќе биде значи се електронски попълнувањето, така да самите земјоделци ќе мора да отварат, значи си отворат имејл адреса нивни. Истата адреса ќе ја пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделие. Оттаму, значи со самата имејл адреса ќе добијат, значи, коричко име, за тоа е задолжена платещата агенција која она ќе даде нивно коричко име и лозика. После сето тоа, значи ќе може самиот земјоделец, значи на база на тоа да си отвори адресата и веднаш во тоа да електронски ги попълнува барањето, значи основните податоци, така да со тоа ќе може самиот да аплицира. Државата наскоро ќе ги обештети земјоделците кои се соочија со штети од поројните дождови годинава. Владата одлучи први за обештетување и тоа целосно да бидат земјоделците. На истокот општина Чешиново Облешево се соочи со неголеми штети во земјоделството, проценети на 1.300.000 денари. Државата ќе ги обештети земјоделците кои се соочија со штети од поројните дождови, со кои беа зафатени повеќе површини од источниот регион. Најпогоден регион на истокот беше општината Чешиново Облешево, каде што беа поплавени над 30 хектари земјоделска површина, од кои 11 хектари пченица, 16 јачмен и луцерка 3 хектари. Во јануари, февруари и март наврнаа над 300 литри на метар квадратен, а тоа беше причина под вода да се најдат многу земјоделски површини. Најпогодени од источниот регион беа и селата Чифлик и Кучичино. До сега од овој регион се поднесени 63 пријави од земјоделци на кои поплавите им направиле големи штети. Во наредните неколку месеци ќе започне постапката за фиксно утврдување на штетите кои ги имаат на своите земјоделски посеви. Луѓето треба да бидат подготвени и да соработуваат со комисиите кои ќе ги вршат проценките, за да може што попрецизно да се утврди вистинската штета. Прво ќе се обештетуваат штетите во земјоделството, а потоа ќе се врши обештетување на мостовите, патишта, свлечишта и подпорни ѕидови. Купната проценка на оштетени површини изнесува над 1 милион денари. Од Министерството за земјоделство апелираат до сите земјоделци да ја искористат можноста и да ги осигурат своите посеви од ризик при невреме, бидејќи на тој начин доколку се соочат со штети од невреме, ќе добијат обештетување. Нова црква ќе се гради во селото Спиково, Пехчевско. На првиот ден од празникот Духовден се постави камен темелникот на црквата, која ќе го носи името Свети Илија.
Се постави камен темелник на нова црква во селото Спиково Пекчевско. На првиот ден од празникот Духов ден во присуство на голем број верници и представници од општината, од страна на свештените лица од Брегалничката епархија, беше осветен и поставен камен темелникот на новата црква, која ќе го носи името Свети Илија. Денеска Бог благоволи, допушти на овој голем ден да се собереме на ова место со благослов на нашиот митрополит, господинот Наум, за да ставиме камен темелник на црква, која ќе биде посветена на светиот пророк Илија. Значи, и дај Боже, што поскоро да ја завршиме и повторно да ве поканим за осветување. Ктитор на црквата е верникот Бранко Бојчевски, а Божиот храм ќе се гради со помош на општината. Тоа ќе биде единствена црква со тоа име за Илинден, па тоа би било еден повод повеќе за граѓаните од општината да присуствуваат тука на овој ден, да го поминат празникот во еден Божји храм и во една убава природа која што го нуди самото село Спиково. Верувам дека тоа ќе им биде една од овие објекти, овој Божји храм, во кој што барем, ако не друго, ќе имаат причина да посетат за некој празник правично, а понатаму самото село веќе некои од жителите почнуваат да се враќаат во селото и верувам дека тоа село ќе заживее за неколку години. Денеска Спиково добива и свој празник кој ќе го празнуваат сите граѓани од општина Пекчево, од село Спиково. Тоа ќе биде 2 август, Илинден, кога го празнуваме празникот Свети Илија. На тој ден, а верувам и другите денови ќе доаѓаат граѓаните тука во село Спиково, со една единствена цел да се помолиме за здравје, за љубов, за среќа на сите граѓани. Црквата многу ќе значи оти нешто духовен објект на кој ќе се поврнат луѓето и тогаш ќе дојде, значи дека ќе може да се соберат, ќе има едно место дека ќе може да се соберат, да се прослави и поред тоа што еднаш во годината, ама ќе биде добро за сите. Секоја година се повеќе и повеќе доодат, така да се ако е црквата, тоа ќе е еден центар на кој ќе се собереме и ќе има се повеќе и повеќе граѓани, а со тоа ќе се спази и убавата природа тука која има. Според планот, Параклисот треба да се изгради до традиционалната манифестација Спикијада, која се одржува на 2 август на самиот ден посветен на светецот Илија. Семејството Чепреганови, ктитори на црквата Света Тројца во Штип со свечена литургија денес го одбележаа празникот. Ја продолжуваа традицијата на нивниот дедо Тодор Чепреганов, кој во 1924 година го изградил и подарил на Брегалничката епархија храмот кај градските гробишта во Штип. Семејството на Чепреганови, кои се ктитори на црквата посветена на Света Тројца, секоја година на вториот ден со свечена литургија го одбележуваат овој православен празник. Оваа црква е изградена 1924 година од семејството Чепреганови и додена е во својство на црквата на МПС. И на вториот ден ние одржаваме литургија секоја година одржаваме литургија, божествена литургија. Уедно присуствуваа и нивите исто од Скопје дојдеа, исто нијата фамилија цела. Изградбата на црквата започнала 1922, а завршила во наредните 2 години. Во 1925 година била осветена. Градена е по желба на Тодор Чепреганов, голем верник кој сакал црквата да ја остави на верниците. Исклучиво е бил версиот мотив, многу е бил голем верник човекот и си остана таков до крајот на својот живот. Он е тогаш купил комплетно целата земја околу црквата и над црквата има едно парче земја со цел да таму се направат и гробиштата. Со годините црквата се користела за разни црковни обреди, а во последните неколку децении како сакрален објект за погребни процесии. Ние ја користиме за време на нејзиниот храмов празник, че секој служиме во оваа црква. Е уште една прилика за до година луѓето да знаат каде да дојдат на црква. Ја користиме исклучиво за погреби, бидејќи се наоѓа во гробиштата и се знае гробјанска црква служи само за погреби. Инаку Чепреганови биле познато за нечиско семејство. Работеле домакински, биле познати еснафи меѓу штипјани. Они беа исклучиво се бавија со железарија, а покасно дедуми кога го напустил Штип,
отишол со Коларци, се бавеше со трговија на житарици и афион. Денес црквата на Чепреганови, која се наоѓа во кругот на градските гробишта, е добро сочуван сакрален објект, за чие до опремување интерес пројавиле повеќе приватни спонзори. Денес се асфалтира улицата Стримски фронт во Штип во должина од над 1,7 километри. Паралелно се работи на асфалтирање и уредување на делот од улицата Карл Маркс од Емир Кучук, Султановиот мост, односно Камениот мост до спојот со булеварот Гоце Делчев. Годинава штипјани ќе ги паметат мај и јуни по големата градежна активност. Предходниот месец заврши обновата на улиците Маршал Тито, Вита Попјорданова, Джемал Биедик и Славчо Стојменски. За време на викендот неуморно се работеше и заврши асфалтирањето на крак од улицата Карл Маркс. За време на викендот заврши асфалтирањето на крак од улицата Карл Маркс, поточно тоа е платото каде што се одржува Штипската пастрамалијада. Инвестиција во вредност околу 970.000 денари, а општината веќе од денес започна со подготвителни активности за асфалтирање на улицата Доктор Слободан Јовановски. Тоа е фактички улицата која што води од Штипската касарна па се до ресторанот Мал одмор. Значи тука ќе биде поставен нов асфалт, а на одредени делови сообраќајницата ќе биде проширена за околу 1 метар, пошто ќе следи тротоарско решение, а просторот пред Мал одмор на некој начин ќе биде претворен во паркинг простор. Инаку ова инвестиција во вредност околу 3 милиона денари. За реконструкција и асфалтирање на најфреквентните улици во градот, буџетот на општина Штип издвои над 8,4 милиони денари. Повеќе од 10 луѓе заболени од рак извршиле самоубиство во Москва во изминативе 4 месеци, а меѓу нив се кардиолог и професор по психологија. Последното во низа самоубиство се случило минатата недела кога се обесил 36 годишен маж. За многумина од нив се смета дека имале неподносливи болки. Одлуката на официјална Москва да забрани влез во Русија на 89 политичари, воени функционери и јавни личности од земјите членки на Европската унија предизвика лута реакција во Брисел, од каде порачуваат дека чекаат официјално објаснување од руските власти. За сега нема службена потврда за лицата кои се наоѓаат на руската црна листа. Во Албанија е регистриран првиот брак меѓу двајца хомосексуалци. Станува збор за двајца британци кои подолг период живеат и работат во Албанија. Двајцата мажи бракот го склучиле во британската амбасада во Тирана. Нивниот брак е прв кој јавно се склучува во Албанија меѓу две лица од ист пол. Нестрогиот закон против пушењето во историјата на Кина, кој сега е во сила, предвидува високи парични казни како и телефонска линија за пријавување на сторителите. Законот го забрани пушењето на канцеларии, ресторани, хотели и болници. Покрај затворените простории, законот забранува пушење и на некои отворени простории кои се во близина на училишта, болници и спортски објекти. Јапонската полиција откри тело на мртва жена оставено во куфер во гардеробата на едно од железничките станици во Токио. Куферот бил откриен покрај гардеробите на станицата уште пред 1 месец, па железничките власти и полицијата чекале да видат кој ќе се појави да го подигне, не знаејќи што има во куферот. Вчера било решено да биде отворен куферот, откако од него почнало да се шири лоша миризба, па во него е најден трупот на жената. Одбојкарките на УГД го освоија првото место на меѓународниот турнир кој се одржа викендот во Скопје. На меѓународниот турнир во Скопје учествуваа екипи од Германија, Шведска и Финска. На меѓународниот турнир во Скопје надпреварите се одржаа во кадетска и сениорска конкуренција. Екипата на УГД, односно кадетска конкуренција, се пласираа на првата позиција. На второ место одбојкарките на Германија и трето Шведска, додека пак во сениорска конкуренција одбојкарките на УГД се пласираа на третата позиција. Фудбалскиот клуб Рома е новиот шампион на општинската фудбалска лига во Виница. Од 6 екипи кои зема учество во овој надпревар, викендов последниот одлучувачки надпревар го одиграат фудбалерите на Рома и на Биро Терм. Денеска се игра последниот надпревар од првенството во општинската фудбалска лига. Значи во ова првенство играа 6 екипи од територијата на општина Виница. Денеска е последен надпревар, како што кажаме, меѓу екипата на Рома од Виница и екипата од Лески.
утакмица која одлучува за правак на лигата. По надпреварот е предвидено да се доделе награди пехари за прво и второ освоено место. Значи, после овај надпревар ќе следува уште еден надпревар, бидејќи нашата лига е во скопот на општинската лига на ОФС Кочани. Таму има исто 6 екипи кои играат со нивниот правак. За правак на целата регија Виница Кочани ќе се организира награден надпревар и правак од екипите кои ќе биде од општинската лига на ОФС Кочани ќе стекне право на учество за квалификации за пополнување на третата лига Исток. Општинската фудбалска лига веќе втора година функционира под капата на ФФМ. Минатата година, иако пробно, даде добри резултати, а од оваа година офрлена во комет системот на ФФМ. Целокупната финансиска конструкција за организацијата на лигата е спонзорирана од општина Виница под покровителство на градоначалникот Емил Дончев. Не стивнуваат успесите на чудото од дете Кристијан Воденски. Својата добра форма 9-годишниот кикбоксер ја покажа и на Германија Open во IFMC турнирот во Диленбург, каде го освои првото место во дисциплината Light Kick за деца во категоријата до 25 килограми. Исто така Воденски беше прв и во граплинг, дисциплина во која иако имаше пријавени кандидати, сепак не најдоа храброст да излезат на душекот и да му се спротистават. Воденски имаше можност да оствари 3 од 3 победи, но борбите во дисциплината семи-контакт воопшто не се одржаа. Инаку успехот во лајткик му го донесе триумфот на своите противници Рене Емшпергер и Тајсен Остер. Следниот предизвик кој го очекува 9-годишниот беровченец кој живее во Германија е боксот, но премиерната борба во овој спорт Воденски ќе ја има откако ќе наполни 10 години. Планинарското спортско друштво Голачка страна од Делчево беше дел од планинарскиот марш по патеките на Мистон. Планинарски марш кој традиционално кон крајот на месец мај го организира Планинарско-алпинистичкиот еколошки клуб од Струмица, а по повод аферата Мистон, афера која одиграла голема улога во афирмацијата на македонското револуционерно дело во меѓународната јавност и дипломатија. На овогодишниот планинарски марш планинарите пешачеле маршрута долга 30 километри со стартна позиција кај вештачката акумулација Турија во општина Василево, патека која планинарите ја совладале за нешто повеќе од 3 часа. На целта на маршот во дворот на црквата Свети Илија бил организиран заеднички ручек за сите планинари. Делчевските планинари на овој планинарски марш учествувале со 5 члена, а покрај учесници од Делчево на маршот учествувале и планинарски друштва и клубови од Струмица, Гевгелија, Валандово, Неготино, Кавадарци, Прилеп и од други места во земјава. Ова беше се за вечерва. Повеќе вести можете да прочитате на нашиот веб портал kanalplus.mk.